местото го избира надвор, туку местото ви е во училница, Каде што беше нападот? Не, каде што беше, не беше нападот. Вие го спровоцирате тоа. А каде не? На овие лица? Ја ми да пијат кафе. Не, дали ги на овие лица местото тука? Да, како вас, така и ни. Јас не седам таму. Извинете, а каде седете до сега? Таму пред врата. Жив ти се. Немој да лажеш, баре. Умешна си лажеш, меѓутоа немој да лажеш. Ова е третеризам од тебе. Мислам, стварно е претеризам од тебе. Еве снимка извади. Ајде ќе видиме што. Значи претеризам е веќе од вас. Дојдени сте во шутка, намерно провоцирате. Да. Значи, известена е Општинската изборна комисија, информирана е и ДИК дека намерно провоцирате. Дека вршите притисок и врз другите избирачки одбори со вашето однесување. Не, јас сум представник на Општинска изборна комисија. Не, вие сте од Ѓорги Иванов областен, а не од Општинска изборна комисија. Од Ѓорги Иванов и алалда му и на Ѓорги Иванов што вакви овластени наблюдувачи испраќа, што напаѓаат други. Наблюдувачи испраќа. Алалда му е на Пентагон. Да видите како неовластени лица седат и ги дочекуваат сите членови на сите гласачи на избирачкото место. Пребаратите? Не, еден дел од луѓето кои што цел ден дефилираат на ова гласачко место ги носат до тука. Меѓутоа имаше од Сабајлинава во тек на целиот ден луѓе кои што прво немаа легитимации, се уште некои немаат легитимации или се овластени да бидат присутни во некој избирачко место. Постојано се присутни на владата и на влезот од училиштето и постојано прават или притисок врз гласачите или ги координираат, што би рекле. И неколку пати полицијата бараме да интервенира, се повлекуваат 5 до 10 минути и потоа повторно се враќаат на своите места. И како резултат на неколку пати реагирање од наша страна, следеше и нападот од страна на градоначалникот на оваа општина и од страна на членот не можам да кажам, членот на владеачката коалиција Амди Бајрам. Се појавија, почнаа да напаѓаат прво службени лица, а потоа и мене. Како ве нападна, да опишете малку? Сега нека опишуваат и тие кои што таму беа сведоци, ме фатија за врат, за шалот, ете случајно. Нападот главен беше и врз службените лица и јас искрено се надевам дека полицијата, за ова ќе поднесе кривична пријава по службена должност и за напад врз овластен наблюдувач и за напад врз службено униформирано лице. Ова да се случи на улица, некој сега ќе беше во притвор. Не знам каде е представникот на владеачката партија и на Ѓорги Иванов, Амди Бајрам. Не знам каде и дали е во притвор, тоа и за мене е дилема. А однесувањето сите имаа прилика да го видат. И колку беше насилно и кон полицијата, и кон мене, и кон сите останати. Зошто? Заради тоа што сме требале да ја оставиме шутка, целосно да ја контролираат и никој да не знае како тече избирачкиот процес. Можете и сами да видите како на што личи ова денеска.